Локалната самоуправа на Гостивар годинава ќе ги зајакнува мерките против аерозагадувањето. Советот на последната седница усвои стратегија за чист воздух, а буџетот за заштита на животната средина за 2020 година изнесува 3,6 милиони денари, што е двојно повеќе од лани. Надлежните за животна средина ги анализираат и евидентираат изворите на загадувањето. На територијата на општина Гостивар има 2 асфалтни бази и 3 фабрики со А интегрирани еколошки дозволи и 10 каменоломи со Б дозволи. Работат и голем број на капацитети за производство на бои, лакови, живинарски фарми и слично, кои исто така придонесуваат за нечист воздух. Околу 20% од аерозагадувањето отпаѓа на автомобилите и загревањето на домовите. Затоа предвидуваме како ланска година и ова година да даваме субвенции за конденционери, односно за домаќинствата, наместо да трошат нафта, дрва и јаглен, кои се штетни за воздухот, да користат термички помпи. Предвидуваме некаде 900.000 денари за точаци, да ги стимулираме граѓаните, вработените да одат да се движат низ градот со точаци и да одат на работа. Субвенциите за набавка на инвертери општината лани ги додели по пат на јавен оглас, на кој граѓаните можеа да аплицираат под одредени услови. Процесот ќе се одвива на истиот начин и годинава. За покривање на дел од сумата за купување на велосипед допрва ќе се утврдуваат деталите. Борбата против загадувањето на воздухот во Гостивар ќе се води и со зголемување на зелените површини, изградба на нови паркчиња, помасовно засадување на дрвја и слично. Според податоците од Државниот мониторинг за квалитет на воздухот, од 31 ден во јануари, во Гостивар дури 27 дена било надминато нивото на штетни PM10 честички во воздухот.